Почитувана колешки Ременски, во голем дел од вашата дискусија ќе се сложам, исто како и вие, така и јас, а и ние како опозиција, сакаме да знаеме конечно кој прислушкуваше во Република Македонија. Меѓутоа ќе ве потсетам дека, бидејќи рековте да не биде носењето на овој закон политичка партиска мотивација, и тука се согласувам, точно, така, не треба да биде политичка и партиска мотивација, но вие дојдовте на власт објавувајќи бомби и ветувајќи им на граѓаните, бидејќи во вашиот говор се прашувавте што всушност со оваа реформа бараат граѓаните. Бараат граѓаните со оваа реформа прво да дознаат, бидејќи никој не знаеме официјално кој прислушкувал во Република Македонија, не знаеме, нема официјално ништо. Тоа го бараат граѓаните. Трансформацијата, рековте, на СЈО, дали е случајна или не, тоа треба вие да го кажете како власт. И јас навистина очекувам да видиме зошто тоа се прави и како се прави, и понатамошната работа на СЈО, што ќе докаже и како ќе докаже. А инаку се согласувам во тоа дека прислушкувањето е рак рана на Република Македонија од нејзиното создавање па до ден денеска. И она метафора која што ја кажавте, дотраено одело костим не бива, и со тоа се согласувам, дека дотраено одело костим не бива, дека има луѓе таму во Управата за безбедност и контраразузнавање кои што точно го доловуваат, ја доловуваат реченицата за која што рековте: успешен, сомнителен транзит од една политичка структура во друга. Ако тоа дозволите да продолжи, тогаш чумуќени се овие закони, чумуќени се нашите надзори кои што се обидовме еднаш да ги направиме, а се надевам и во иднина ќе ги правиме. И искрено се надевам дека во текот на расправата надзорот на собранието таксативно ќе биде наброен, бидејќи еднаш кога се обидовме да направиме надзор, наидовме на пречки во смисол на недоречености во законското решение. Искрено се надевам дека сега, во новото законско решение, добро ќе бидат образложени и обработени сите надлежности на собранието, односно на нас како пратеници по однос на контролата врз работата на оваа управа. Ви благодарам.